Здраво почитувани читатели и гледачи на Ексклузив.мк. Денеска за прв пат кај нас, како гостинка ја имаме Сара Мејс. Таа неодамна го издаде својот прв албум, а исто така започна да плива и во брачните води. Што со нас ке сподели од својот живот денес, останете за да видите. За почеток, Сара, добре ни дојде. Кажи ми како си денес. Фала, добре најдов. Убаво, работно, обврски, ама весело. Убав ден, имаме среќа да овој октомври, наместо есен ни дари тука сонце, чунки ме јули. Кажи ми како поминува еден, така работен ден на Сара Мејс. Проби со македонско перибалет, нели, харфа свирам таму и со филхармонија моментално. Еве вака кај си дојдам да си гостувам, да си позборуваме. И вежбање, нели, самиот терет не е тоа терет, него е убаво да свириш, но за да може да отсвириш добро, треба да вежбаш свирењето, исто така и пењето, и сите оваа убава наша професија е всушност како спорт и треба да се поддржуваш, да бидеш во форма, за да може да го правиш тоа добро. Кај нас, еве, на македонската музичка сцена се помалку слушаме македонска музика, нова македонска музика. Ти си тука, присутна, кажи ми што е она што те мотивира, еве, да создаваш нови нешта како новиот проект? Мене ме мотивира, што ме мотивира? Мотивирана сум од кога сум родена за музика, заради тоа што тоа е мојата голема љубов, тоа е мојот сон од секогаш, од кога знам за себе. Тоа е единственото нешто што знам да го правам на крајот на криштата, и кога би зела да правам нешто друго, сигурно не би била па таму воопшто мотивирана и продуктивна. Така што ова е тоа што сакам да го правам. Не ми треба некоја посебна мотивација, не знам, секој ден, секој воздух ми е муза, секој се. Не треба нешто посебно, особено се случи, за да сакам да ја работам оваа работа. Неодамна го издаде албумот Floating Through Space with Sara Mejs. Кажи ми како дојде до тој проект? Нешто ново, неслушнато досега кај нас? Тоа беше идеја која што одамна зрееше. Многу сакав да направам свој проект. Сакав да соберам музичари кои што сметам дека сакам да свират во тој проект и дека ми е мерак да соработувам со нив. Тоа и се случи. Се собравме така, ќе кажам, голема екипа, 9 луѓе. Проектот е цел снимен во студио, значи нема ништо вештачко. Снимен е во Алшар, кај Штраф, значи Ивица Јанкуловски го снимаше албумот, Горан Гешовски го миксаше. И плюс сакавме да добиеме тоа што добивме од саундот на крајот, нели, затоа беше Floating Through Space, името ни дојде од таму, песните сами си го покажаа својот пат. Со него до крај на светот и назад патувам, со него на седмо небо, на облаци лежам јас, со него до крај на светот и назад патувам, со него на седмо небо, на облаци лежам, на облаци лежам. Кажи ми дали ти имаш твоја омилена планета, од оние што ги знаеме, што веќе ни се познати? Па мојата омилена планета сигурно не е планета Земја. Од оние што ги знаеме, веќе одберам Венера, да речеме, женската планета. А од оние што не ги знаеме, ќе дојдете и ќе видите која.
дека брзо заплива во брачните води. Со Димитар веќе сте долго заедно, но како е сега кога сте официјални? Па искрено ништо не е променето заради тоа што ние живеевме заедно и пред да стапиме во брак. Така што не знам, веќе си имавме научено, навикнато, знаеш со кого влагаш во брак. Така да нема некоја драстична промена, разлика, не знам. Сме направиле свадба. Кажи ми, во една прилика спомена дека татко ти баш се изненадил кога си кажала дека ќе стапиш во брак, рекол леле фала Богу, дали се истото ти го викаат и за деца, ајде побрзо или така? Не, никогаш не ме форсирале, можеби сум го... Да, тоа така е за татко ми, ама не баш точно така. Сега ќе го објаснам за да не искочи извадено од контекст. Значи, никогаш не ми спомнал дека ја бе ти живееш во вонбрачна заедница, ама кога му кажав дека Димитар ме побрал, ја имаше таа реакција. Значи, они се такви си кјудат и после кажуваат. Не ме форсирале никогаш за ништо во животот, мислам дека секогаш сум имала целосна и комплетна поддршка од моите родители, од моето семејство, нели вклучително брат ми, баба ми и дедо ми, веќе Бог да ги прости, ама како и да е. Нели дур биле живи, биле секогаш со мене. И затоа и сега мислам дека не ме форсираат на крајот на криштата. Тоа сметам дека е нели приватно решение и не ни треба да ме форсираат. Мислам дека правилно постапуваат. Кога ќе сакаме деца, валјда ќе ги добиеме. Сега за сега е убаво да бидеме посветени на кариерата. Мислам дека на работата, на кариерата. Многу кариеристички зазвучува. Па не, во моментов искрено и да сакаме немаме време кога да правиме деца. Во новиот спот што го издаде за песната Небо, баш имаше коментари дека си баш провокативна, нели сето тоа го видовме. Кажи ми дали ти се лути понекогаш Димитар или ете има замерка на таков стајлинг сега како сопруг да каже? Па кога се однесува до сцена, ете можеби сум ексцентрична, но еве иначе гледаш колку сум провокативна, прибрана, уште ролка ми фалеше да се заврзам. Мене не ми е воопшто проблем да сум провокативна ако треба да бидам и ако сцената го побара тоа, во случајов видеото го побара тоа од мене, или пак песната го побара тоа од мене, или пак емоцијата за да се долови, би аутфитот, ако може да помогне за тоа да го извадиме, да, не е никаков проблем за мене. А до душа од друга страна, малце ми е лудо, тоа што сите зборат за Небо дека е као многу провокативен, ман. Значи, не знам што е толку провокативно, пошто носам хулахопки, носам нешто као што може, ќе го речеме купачи, дека може да биде за мене тоа со. Значи, купачи сите гледаме на плажа. Значи, ниту е танга, ниту е колотија, ниту не знам што. Така да, за мене не е провокативно, не знам у моите очи. Ја неам нешто бариери, зависи до каде си ги поставиме оние конјските узди. Добро, коментари лоши или добри секогаш имало. Кажи ми како ете се справуваш со лошите критики? За среќа моја секогаш има и лоши и добри коментари, заради тоа што доколку нема лоши коментари, да бидем искрени, тоа значи дека мама и тато го гледале спотот и рекле браво Кирко, многу си ми талентирана, продолжи така. Инаку е нормално сите луѓе да нешто им се допадне, а нешто да не им се допадне. Доколку има и позитивни и негативни критики, тоа значи дека луѓето те слушаат. Мене ми е драго што со мене е таков случајот и тоа може само да ме направи среќна и задоволна, да чувствувам сатисфакција дека ете мојата музика луѓето сакаат да ја слушаат, успеала за момент да ги оттргне нивните мисли од не знам општеството и се што се случува од други глупости. И исто така им украла некакви минути за да седнат да напишат критика, каква и да е таа. Така да cool. Навикнати сме да ја гледаме Сара екстравагантна, значи со свој специфичен стил, но кажи ми во што ти најдобро се чувствуваш? Во што би сакала на постојано да си така ете облечена до тера? Гола во пенјуар.
Нема нешто полаво. Што се чувствувам најудобно, па стварно сега прашање. Да, што помалце облек имаш, валјда ќе ти е поудобно заради тоа што нешто кога те стега, панталони фармерки те стегаат, градник те стега, не знам, се стега. Претпоставам дека на сите ни е најудобно, како од мајка родени. Кажи ми, ајте, како балансираш со приватниот и професионалниот живот и што е она што сега во блиска иднина може да го очекуваме од тебе, твои идни планови? Не балансирам. Да бидам искрена, не може да балансираш. Според мене, до сега во животот, пример, ако свирам многу, страдам во пеењето, страдам во приватниот живот, страдаат тие работи. И обратно, нели, ако имам приватен живот, нешто, но окей, може да бидеш посветена, ама ако се случува многу да треба да се посветиш на во моментот професионалното, тоа ќе страда нормално. И искрено со Димитар се гледаме како се договараме да се видиме еднаш во неделата или уште поретко еднаш во 2 недели, заради тоа што и тој и јас со работа знаеме да се фатиме само за спиење и толку. Но пак ќе кажем, тоа е на периоди, значи има потешки и полесни периоди, понапорни, помалку напорни. Така да мислам дека љубовта во сите сегменти, ако е многу силна, победува на крај. Понекогаш е дури и многу убаво кога си не достигате. Мислам дека тоа е баш потребно за една врска и тоа е тоа што и дава на таа некоја врска да зрее, заради тоа што кога ќе се фатите на спиење 3 пати, више 4-тиот ден сте кај си ти. А секој ден ако се гледате по 100 пати, више да. Фала ти што беше наш гостин денеска и се надевам дека супер си помина. Одлично си помина, фала ви на поканата и поздрав на вашите гледачи. Чао. Здраво, дечки! Вие читате и вие гледате Ексклузив. Јас сум Сара Мејс. Чао!